Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Ке се намалува бројот на јавни предпријатија во Охрид. Берикет на 2026 и за Струга. Првото новороденче и во Струга е женско. Расте бројот на станоиздавачи од мал обем во Охрид, но и квалитетот на услугите. Пронајдени и одземени 10 килограми кокаин во Скопско. Фијаско на новогодишната прослава во Будва. Наместо перформанс, паѓале дронови. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно и студено време со услови за дожд. Утринската температура од -7 степени, а максималната се искачи до 5 степен. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со услови за повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од јужен правец. Утринската температура од 1, а максималната дневна до 9 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -5 до 12 степени. Под влијание на циклонска активност од сабота ќе биде претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините и некои од повисоките населени места од снег. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од јужен правец, а температурата ќе биде во пораст. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Ќе се намалува бројот на јавните предпријатија во Охрид. Локалната власт најавува рационализација и спојување на дел од предпријатијата со цел финансиска стабилност, додека опозицијата предупредува дека без посветеност и ангажман нема подобрување на состојбата. Ке се намалува бројот на јавните предпријатија во Охрид. Во 2011 година поради политички интереси бројот на јавни предпријатија од 3 порасна на 7. Од нив едно јавното предпријатие погребално згасна, но останаа неговите долгови кои ги наследи јавното предпријатие Градски гробишта. Градоначалникот најавува операционализација и рационализација на трошоците на јавните предпријатија, вели во тек е анализа за нивната финансиска стабилност, пошто ќе следи намалување, односно спојување на дел од предпријатијата. Ќе објавиме спојување на јавни предпријатија, односно намалување на бројот на јавните предпријатија, намалување на бројот на управни одбори, надзорни одбори, рационализација на трошковите и најбитно можност за финансиска стабилност и независност по однос на нивното функционирање. И тоа е нешто кое што не само како градоначалник, туку и како локална самоуправа и секој оној кој домакински одговорно се однесува према за она што го добил како поддршка од граѓаните. Конкретно јас сметам дека правилна е насоката и ќе продолжиме да бележиме позитивни финансиски резултати буквално со сите јавни предпријатија. Градоначалникот Пецаков посочува дека се подобрува финансиската состојба во јавните предпријатија. Во изминатите 4 години дел од нив и покрај наследените долгови станаа финансиски независни. Јавното предпријатие Билјанини извори и Нискоградба се целосно независни од општината и самостојно ги сервисираат своите обврски. Јавното предпријатие Градски пазар ја доби и урбаната опрема од плажите, со што се подобрува и неговата финансиска слика, а се помага и со набавка на опрема во јавното предпријатие Градски гробишта. Позитивните финансиски резултати се составен дел веќе на неколку јавни предпријатија сите буквално 4 години, а продолжуваме со финансиско стабилизирање и она што е можеби за нас најбитно, раздолжување на јавни предпријатија кои се целото време блокирани. Ако тоа сме го успеале со Нискоградба, од 1.200.000 евра долг да ја раздолжиме, односно да нема повеќе блокирана сметка, за нас беше тоа најбитно. Сега продолжуваме со јавните предпријатија останати комуналец и водовод во наредните 4 години, докај ќе стигнеме, ќе видиме се. Опозицијата во Советот оценува дека состојбата во јавните предпријатија е резултат на лошо управување и недоволна контрола. Номинално се врши во неколку наврати веќе назад субвенционирање на јавните предпријатија, но сведоци сме дека фактичката состојба од аспект на динамика на извршување на нивната дејност за остварување на јавниот интерес и фактичката состојба на терен не одговараат и не кореспондираат со номиналните вредности наведени во извештаите на јавните предпријатија. Со субвенционирање на јавните предпријатија на овој начин, сметам дека дополнително се зголемува непосветеноста и неангажманот во остварување на дејноста за остварување на јавниот интерес на охријани. Сведоци сме на секојдневните реакции на граѓаните на Охрид, конкретно во сите сектори во делување на јавните предпријатија.
Во изминативе 4 години според локалната власт не се генерирани нови долгови, а секое јавно предпријатие со својата работа тековно ги одржува собствените потреби. Во Охрид моментално има 6 јавни предпријатија: Охридски комуналец, водовод, градски гробишта, Билјанини извори, градски пазар и нискоградба. Кои од нив ќе се фузираат, засега не се открива. Берикет на 2026 и за Струга. Првото новороденче во новата година и во Струга е женско. Градоначалникот Менди Кира денес ја посети мајката Милица и првото бебе родено во Струга оваа година. Надја се роди со тежина од 4 кг 210 грама и во одлична здравствена состојба, заедно со низината мајка Милица, за која ова е трето дете. Овој радосен настан носи посебна символика, нов почеток, надеж и радост за целото семејство, но и за нашата заедница, вели градоначалникот на општина Струга Менди Кира. Градоначалникот им упати искрени честитки и желби за добро здравје, среќно и берикетно детство на малата Надја, како и многу љубов и радости во семејниот дом. На првороденото, од име на општина Струга, тој му подари чек во вредност од 20.000 денари. Воедно упати благодарност до директорот на болницата во Струга, Владимир Бунчевски, и целиот медицински персонал на гинеколошко-акушерското оделение, посочувајќи дека нивната работа значи сигурност, доверба и нови животи во градот. Постојано има нови решенија за категоризација на приватни станоиздавачи од мал обем, велат од секторот за туризам и локален економски развој. Во регистарот се евидентирани околу 3000 станоиздавачи, кои од година во година нудат се подобри услуги на туристите. Бројот на регистрирани станоиздавачи на Охридското крајбрежје расте. Од секторот за туризам и локален економски развој посочуваат дека за разлика од изминатите години, не само што има зголемување на понудата, туку расте и квалитетот на категоризацијата на приватните сместувачки објекти. Моментално во Охрид има 3000 регистрирани станоиздавачи. Редовно по завршувањето на периодот на важноста на решението си го продолжуваат и на тој начин, значи, таа една константна бројка се одржува, иако, да речеме, во споредба за пред 5 до 10 години, таа бројка е зголемена, бидејќи тогаш просекот беше околу 2000-2100-200, сега веќе ги имаме 3000 регистрирани, кои што работат нормално, легално, согласно законите. И свесни сме дека, што се однесува барем до понудата на приватниот сектор, дека таа од година во година станува све поквалитетна и дека имаме подобри услуги кои што се разбира туристите ги барат за време на нивниот престој. Бројот на туристи кои го посетуваат Охрид расте од година во година според статистичките податоци, со подобрување на инфраструктурата и најавените локални проекти, како и со зголемување на бројот на дестинации кои се опфатени со двата аеродроми во земјава, се очекува понатамошен раст во туризмот. Но растот во туризмот не значи и развој на туризмот. Она на што треба да се работи е подобрување на туристичката понуда во и надвор од главната сезона, соодветно на тоа какви туристи сакаме да привлечеме. Се очекува дека барем со овие работи ќе имаме ние понатаму можност да размислуваме како да внесеме дополнителна понуда за да може да привлечеме, би рекол, поквалитетни туристи, не поголем број, бидејќи бројките, како што кажав, растат, на лето се знае дека пикот е во јули и во август, останува исто така се работи на вонсезонскиот период, да се направат одредени понуди во сезонскиот период кои што ги привлекле гости. Сепак локалната самоуправа тука нема директна ингеренција, тоа е на приватниот сектор во однос на подготовка на она што се нуди, а се разбира ние во рамки на нашите можности ќе се трудиме да помогнеме секаде кај што можеме. Од секторот за туризам и локален економски развој велат дека постојано има нови решенија за категоризација на приватни станоиздавачи од мал обем кои се партнери за севкупниот туристички развој на градот. Пронајдени и одземени 10 килограми кокаин во возило. Возачот лишен од слобода. На 31.12.2025 година, околу 14 часот и 30 минути, во село Горно Количани, Скопско, од страна на полициски службеници од единицата за недозволена трговија при СВР Скопје било сопрено патничко возило BMW X5 со скопски регистарски ознаки управувано од 26 годишно лице од Скопје. Поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело по член 215 од Кривичниот законник, возилото е одземено за понатамошна проверка.
На 1.1.2026 полициски службеници од единицата за недозволена трговија при СВР Скопје, во координација со полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР, службеници од Царинската управа, со службено куче по претходно обезбедена судска наредба извршиле претрес во возилото, при што во импровизиран бункер во подвозието на возилото пронајдени се одземени околу 10 килограми кокаин. Пријавениот е лишен од слобода и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава, информираат од Министерството за внатрешни работи. Приведен пијан возач од Скопје кој удрил во паркирани возила во Охрид. На 2 јануари во 4 часот и 20 минути во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 56 годишно лице од Скопје. Претходно во 3 часот и 50 минути на улица Партизанска во Охрид, тој со патничко возило кое го управувал удрил во паркирани возила Ауди со скопски регистарски ознаки и Рено со косовски национални ознаки. По превземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,88 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, односно безобзирно управување со моторно возило. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.